Беса Транс Ласкарци модуларната. Тргнавме, сега нема запирање. Дивата дискотека во Кочани го поплочи патот за повторно отворање на овие 3 случаи во кои загинаа 75 луѓе. Пресудите со кои практично како единствени виновници беа пронајдени во еден продолжен кабел или само во возачот, кои ја револтираа јавноста, не се доволни за премиерот Мицкоски. Тој вели дека е во тек докаде се овие случаи и дека ќе бара проширување на истрагите за да се откријат сите детали за тоа што точно се случувало и дека ништо нема да остане нечепнато. Да идентификува не само возачот на автобусот или управителот на правното лице, туку да видиме во кој испитен центар кажале дека тој е технички исправен, кој ја дал дозволата да тој испитен центар функционира така како што функционира. Зошто во модуларната болница е променето Министерството од едно во друго кога е правена јавната набавка? Зошто кабелот е виновен? Корупцијата и трулоста на системот убива, а случајот со Кочани ја прели чашата. Само во последните 6 години и само во овие 4 случаи загинаа 134 луѓе. Сегашната загуба од 59 животи, од кои повеќето млади, како прескапо платена лекција ја отвора Пандорината кутија, затоа колку корупцијата го јаде општеството, но и ја зголемува се повеќе жетта за правда. Тргнавме, нема запирање сега. Сега одиме до крај. Или тие, или ние. Во животот постојат две работи. Или тој, или ти. Не може и двајцата, кога ќе имаме конфронтирање. Не може двајцата да обстанат. Или ние ќе обстанеме, Македонија и граѓаните од една страна, или мафијашите. Нема место за двајцата повеќе. Тука е заврши, помина, Рубиконот се помина. Во септември 2021 година во пожар во модуларната болница во Тетово животот го изгубија 14 луѓе, а десетици беа повредени. Беа обвинети двајцата директори на болницата и еден доктор. 2 години по несреќата директорите добија условни казни, а докторот беше ослободен. Како причина за несреќата беше посочена искра од продолжен кабел, но никогаш не се отвори истрага на повисоко ниво, како што сега се случува со истрагата за дискотеката. Само 2 месеци подоцна во Бугарија се запали автобус на превозник од Македонија, Беса Транс. Загинаа 45 патници. Автобусот немаше лиценца за меѓународен превоз. Кривичниот суд во март минатата година го осуди сопственикот на Беса Транс, Беким Хаджиу, на 1 година и 8 месеци затвор за фалсификување на исправа. Скопска апелација ја укина пресудата и го врати предметот на повторно судење. И во овој случај не се бараше одговорност повисоко на скалилото. Во 2019 година на патот Скопје-Тетово, автобус на Дурмо Тур спадна во провалија во близина на Ласкарци. Загинаа 16 патници. Собственикот на Дурмо Турс си имал собствен технички преглед, на кој си ги поминувал автобусите. Возачот возел пребрзо, а кочниците не биле исправни. 5 години по несреќата, на почетокот на минатата година 6 мина беа осудени на вкупна казна од 39 години затвор. Фирмата Дурмо Турс по автобуската несреќа продолжи да си вози. И тука се заврши на одговорноста на пониските ешалони.